Во крајна фаза е подготовката на новиот закон за финансиска поддршка на инвестициите. Со него владата обезбедува средства од 5.000 до 1 милион евра за сите компании што се заинтересирани да инвестираат во нови технологии и опрема и производство. Условот е да се дел од преработувачката индустрија како двигател на реалниот сектор. Исто така сопствениците на фирмите треба да бидат државјани на Македонија и да поседуваат најмалку 51% од сопственоста на деловниот субјект. Министерот Дурмиши објасни дека може да се пријават компании кои се подготвени да инвестираат и имаат почетен капитал не помал од 100.000 евра. Нашата цел е преку новите мерки да поттикнеме инвестиции со поголема дадена вредност кои ќе ја развиваат производствената индустрија и ќе внесат нови технологии и иновации. Законот прецизно ги дефинира субјектите кои можат да користат финансиска поддршка. Тоа се компании кои реализираат почетна инвестиција во износ не помал од 100.000 евра. Со новиот закон нема да се опфатени фирми и субјекти со дејност од примарното земјоделство, шумарство и рибарство, како и они од градежништвото, затоа што овие дејности не се дел од класификацијата на преработувачката индустрија. Министерството за економија и труд ја има водечката улога во целата постапка, од евалуација и подпишување на договорите до следење на нивната реализација. На овој начин обезбедуваме континуитет, контрола и отчетност во користењето на јавните средства. Новиот закон се очекува да стапи во сила на почетокот од наредната година, а во текст се дополнителните измени. Дурмиши очекува преку истите да се создаде една стабилна, јасна и транспарентна рамка, која ќе придонесе до поквалитетни инвестиции и повисок животен стандард за граѓаните, повисоки плати и пониска инфлација.